Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам добре. Еве, конечно стигнавме до март. Температурата е поподнослива, сонце, дожд. Нема потреба толку да ги грееме домовите, така што освен што сметките ќе бидат помали, се надевам дека ќе падне и малку загаденоста. Издржав му уште една недела која рака на срце беше исполнета со разни настани кои се од исклучително значајни за државата, но и светот. Трамп, Путин, Макрон, Зеленски, резолуции во Обединетите нации, договори за минерали. Македонија станува видлива на меѓународна сцена. Се одмотува клопчето за тоа кој се примил пари од USAID за да руши влади. Се апсат криминалци од типот на директори на затвори. Почнуваат процедури за смена на суди и обвинители. Се договараат нови инвестиции вредни над милиарда евра. Ке се реновира аеродромот во Охрид, ке се враќа стариот сјај на народски кажа на воената болница во Скопје. И ова се само дел од настаните на кои бевме сведоци минатата недела. Но и покрај се това, нашава залутана опозиција, предводена од СДСМ, нејзините сателити и сите оние во наводници независни активисти и партиски загари се занимаваат со најклучната тема за нив на денешницата – грашокот. Дали да се купува свеж, замрзнат или во конзерва. Да не ви се верува. После се што направија, после се што се случува во ова време, тие се фатија за грашокот. Да бидам искрен, прво воопшто не сакав да се занимавам со оваа тема, затоа што искрено мислам дека целосно е неважна за државата, дека имаме многу поважни работи со кои треба да се занимаваме. Но кога видов дека се активирала целата машинерија на СДСМ и она во наводници цивилно општество, да ја распнуваат министерката заради една изјава, не можев да премолчам. Знам дека откако ќе кажам што мислам, веројатно и по мене ќе удираат дека сум шовинист, женомрзец и слично, но навикнат сум, така што воопшто не ми е гајле. Ајде да видиме за што станува збор. Земете и споредете време на готвење на тој грашак од конзерва, кој што за вас е нелогичен, и на оно другиот. Тогаш, може би на вас не ви е важно, ама за едно просечно македонско семејство е важно колку време ќе биде вклучен шпоредот. Врз основа на што вие ги ставате во уста мајките, кои што имаат деца, и како вие знаете едно повеќе члено семејство колку треба да троши? Јас сум мајка на 2 сина и многу добро знам колку треба да троши едно 4 члено семејство. Дебатава неа следа во живо из инцидентов искрено дознав од социјалните мрежи, каде приметив како со дрва и со камења се фрла врз министерката. Како ова било невидено, дека требало да си даде оставка. Како тоа премиерот требало да избрка жената, која патем, по падот на СДСМ и ДУИ, ја спаси државата од банкрот и го спастри буџетот за да ја преживееме минатата година. А ова дури и да се развиваме. Си реков, дајте да видам што се случило и еве го погледна видеото. Да бидам искрен, прво не можев да сватам што толкав греф направи министерката со тоа што го кажа. Да, може би изјавата и не беше бајеш најумесна, но никаде не видов толкава навреда за да се разбуди целото на повторно во наводници граѓанство и да се става министерката на клада. Пораката што сакаше да ја каже, барем според мене, јас така ја разбрав, е дека сосема различно на работите гледа некој што е родител за некој, за разлика од некој што не е. Без воопшто да се навлегува за тоа кои се причините што некој во моментот нема деца. Речи си сум уверен дека министерката ништо не знае за приватниот живот на пратеничката и воопшто не е било намера да ја критикува за тоа што таа нема деца или пак тоа да го мисли за сите жени кои се без деца како што ја обвинуваат. Ако сакате, судете ми, но јас на вистина верувам во тоа дека кога ќе станете родител, светот сосема ви се менува од корен и дека сосема различно гледате на работите, отколку пред тоа. Од најобични работи па се до најважните. Меѓу нив, нормално се и финансиите. Едно е кога земате плата и сте сам, друго е кога земате плата и имате деца. Скроз различно ги планирате трошоците, приоритетите во пазарувањето, што и како треба да се купи и слично. А најтешко од се е кога немате доволно. Најтешко е затоа што ај што немате за себе, туку немате за детето. Чувство кое боли до коска. Еве, јас сум родител и неретко сум го доживеал тоа чувство. Не постои поголема болка и поголемо разочарување кога ќе треба да го погледнете сопственото дете во очи и да му кажете немам пари за ова или за она. Се чувствувате целосно поразено. И не еднаш, туку неколку пати на работа во разговор со некој од колегите сум ја кажал, речи си истата реченица што ја кажува министерката. Конкретно пред некое време со еден помлад колега кој не е женет и кој нема деца, разговаравме за високите цени, малите плати или што доцнат платите. И кога он ми се пожали колку било тешко, јас онака му одбрусив. Не се жали, не знаеш како е кога имаш деца.
Воопшто не ми беше намера да го навредам со тоа што го кажав, ниту пак тој тоа го свати како навреда. Според ова што се случува со министерката и според логиката на граѓанството, мојот колега требаше да ми се налути, да ме обвини дека го судам што не е женет, што нема деца и слично. Не, тој тоа го разбра токму како што беше кажано, дека секој родител различно гледа на работите од некој што не е. Децата секогаш ќе му бидат на прво место. Тоа не значи дека и тој што не е родител нема проблеми, дека нема свој маки и дека не му е тешко кога се нема. Но математиката е различна. Едноставно, светот го гледаме низ различна призма. И сигурен сум дека ако наместо Славјанка изјавата се однесуваше на некој Славко, значи да не беше жена, туку маж, немаше да се крене толкава джева. Друга работа. Каде беа сите тие што сега се гадат од настапот на министерката во времето кога минатата власт се живуваше врз една друга жена, екс-министерката Јанкуловска? Каде беа тогаш овие прогресивци да кренат глас кога неа како мајка од бебето ја оделија без да докажат вина и кажуваа секакви гадости за неа? Тогаш ги немаш увредените да зуцнат. Каде беше тогаш Славјанка? Сега, откако го кажав се това, знам дека може и мене да ме судите. Но од секогаш сум бил искрен со вас, сум кажувал тоа што го мислам и секогаш кога нешто коментирам, тоа го правам тргајќи од себе. И затоа мислам дека повеќето ќе ме разберете. И реков, не знам ништо за личниот живот на екс-министерката за одбрана. А сега пратеник Славјанка Петровска. Но затоа доволно знам за низината политичка кариера и за партијата од каде потекнува, за да заклучам дека таа е најмалку повикана да зборува за економија и да се жали за нивото на речникот кој се користел во политичкиот дискурс. Ќе наведам само неколку примери кои немаат врска со тоа дали е таа жена или маж, дали има деца или нема и слично. Има врска со личноста која е политичар во Македонија, реков сега пратеник, а пред тоа министер. Денес, почитувани граѓани, се навршија 23 години од загинувањето непрепадници на безбедносните сили кај Вејце. Загина затоа што ДПМН и тогаш, а за жал и денес, постакува војна. Оваа личност ќе се представува како жртва на нечии говор. Видео од ланската кампања за изборите. Оваа личност, само за да ја зачува фотелјата, отиде до таму што се обиде да печели политички поени од загинатите од Вејце. Замислете, според неа, за масакрот не била виновна УЧК, чии припадници ги убија и масакрираа македонските полицајци, туку ВМРО ДПМН кои тогаш и сега сакале војна. За тие што не паметат, инцидентот кај Вејце е најкрвавиот и најбрутален масакар во поновата историја на Македонија. Таа личност ќе зборува сега за нивото на политичка комуникација и ќе глуми жртва, или па за овој случај. Истава личност за време на првото патување на премиерот Мицковски во САД го обвини дека си го зел својот син како дел од државната делегација во Вашингтон. Ова младо дете на фотографијата не е најдобриот студент во Македонија, не е ниту стипендист на државата, не е учесник на некој конкурс или јавен повик за студенти, па како награда да биде дел од државна делегација предводена од премиерот Мицковски. Се прашувате кој е? Синот на Христијан Мицковски. Да, првото официјално владино патување го претвори во семејно патување, напиша Петровска. Напиша Славјанка и грубо излажа. Доказ дека грубо лаже и дека недолично го користи синот на премиерот во политички цели стигна дури од антикорупцијската комисија. Таа утврди дека авионските харти и хотелското сместување за престојот на синот на премиерот во САД не се резервирани ниту платени преку службата за општи заеднички работи во владата. Во државната делегација имало 21 човек, представници на канцеларијата на премиерот, министерствата за одбрана на дворешни и внатрешни, амбасадата на Македонија во Вашингтон и од постојаната делегација во НАТО. Името на синот не било таму. Резервацијата си ја направил сам, не спиел во хотели, туку во апартман и тоа кој сам го платил. И сега откако се докажа дека лаже, премиерот нормално правдата ја бара преку суд. А каде е Славјанка да одговори? Благодарам подпредседателке, почитувана пратеничке Петровска, и благодарам на прашањето. Осмислено, темелно, како што вас ви прилега секогаш. Исто како кога пишувате Facebook статуси против моето семејство, па потоа не се појавувате на судски рочишта за да го докажете тоа, како што беше судското рочиште пред една недела, па избегавте како обична кукавица, кога го напаѓавте моето дете, гледам сега и други семејства мешате овдека на говорницата и така натаму и така натаму.
но нека ви служи на чест. Вие сте секогаш темелни, инспиративни во вашите прашања, па човек не знае од каде да почне да ви одговара. И сега што правиме? Писка е на уста, ама кога треба да го одбрани, тоа што го напишала или кажала, никаде ја нема. Таа може да лаже и да обвинува туги деца да злоупотребува за политички цели, ама ако некој не ја спомене, госпогицава се чувствува увреđено. Таа да ти била кутра жртва. И никако не слушнав дека за овој случај се крена она, како што реков во наводници, граѓанство, да ја осуди. Ај тоа, туку ајде да видиме кој зборува за тоа колку му е тешко на народот што се нема пари. Ајде да видиме, например, каде отишле парите. Контроверзниот италијански Леонардо ќе доставува на Македонија хеликоптери Агуста 149 и 169. Фирмата која со години ја следат коруптивни скандали била најсоодветната во тендерот на Министерството на Славјанка Петровска. Старите литнаа за Украина нови 8 тешки 327 милиони евра треба да се паркираат во Македонија. Но која е фирмата која според одбрана има најсоодветни перформанси да ја обезбеди Македонија со 8 хеликоптери? Фирма која на светот е позната по подкупување високи функционери за да добие државни тендери. Италијанскиот производител, кој неколку пати го има менувано името, бил инволвиран во корупцијски скандал во Белгија, односно компромитирале две партии, дел од тамошната влада, за да им помогнат да го добијат тендерот за набавка на борбени хеликоптери за белгиската армија. Истиот скандал ја снајде Индија во 2010 година. Индија го откажа договорот за хеликоптери вреден 753 милиони долари со италијанскиот одбранбен гигант Финмеканика, по обвинувањата за корупција, соопштија официјални лица. Договорот се однесуваше за 12 луксузни хеликоптери за превоз на VIP личности. Првите луѓе на италијанскиот гигант судот во Милано ги прогласи за виновни бидејќи нуделе мито за да добијат тендери. Поништувајќи ја пресудата на понискиот суд во која се вели дека корупцијата не може да се докаже. Апелациониот суд ги прогласи Джузепе Орси, мокниот поранешен управител на Финмеканика, и Брино Спањалони, раководител на секторот за хеликоптери, Агуста Весланд, виновни за меѓународна корупција и перење пари. Но не само на светско ниво, италијанскиот Леонардо е звучно име и на домашен терен. Со неа се склучи договор за набавка на радарски системи, кој го предводеше екс-генералниот секретар во владата Драги Рашковски. Антикорупцијската комисија имаше и предмет за оваа спогодба, бидејќи сомнително им беше доснењето со исплатата на траншите за кои државата плаќаше високи камати. Предметот се затвори, но остана отворено прашањето што прави Македонија со таа опрема и каде се наоѓа. За Министерството за одбрана нема ништо спорно во склучувањето на договор со фирма која и кај нас и во светот се поврзува со коруптивни скандали. Оттаму за Алфа вела дека Леонардо били одбрани по 3-годишни експертски анализи на пазарот. Критериуми по кои се врши анализите се однос на цената на набавката, техничко одржување и техничка поддршка, достапност на резервни делови, достапност на специјален алат за одржување, цена на оперативна употреба, животен век и идна перспективност. Се наведува меѓу другото во одговорот од одбрана. Сепак во него не се споменуваат ниту скандалите, ниту тајмингот, склучување на договорот на студена пред избори. До грашакот е, нели? Договор од околу 250 милиони евра за набавка на хеликоптери од во најмала рака контроверзна фирма. И не само тоа, туку од кога падна СДСМ од власт и Петровска не е веќе министерка, на Виделина излезе нов скандал со истиве хеликоптери. Имено техничкиот аранжман за набавка на хеликоптерите, кој е подпишан или меѓу Македонија и Италија, воопшто не бил заверен во министерството. И не само тоа, туку за време на изборите се правеле пренамени, се туркале многу работи само за да се склучи договорот. Авансот бил исплатен веднаш пред изборите. Им се брзало, па биле исплатени 39 милиони евра и толку. Потоа не била превземена никаква активност, туку само се чекало да се плати авансот. Година беве треба да платим уште 35 милиони евра, но новиот министер вели дека за да ги исплати тие средства и за да се почне со постапките, мора правилно и правно да му се пристапи на процесот. И сега оваа личност, политичарката и министерката која го подпишала овој договор, ќе ни држи лекции што е поевтино, замрзно грашак или конзерва грашак. И да им порачам од тука. Моја Славјанка вреди повеќе од цел извршен комитет на ВМРО ДПМН заедно. Стани цаци да те види сала. Стани цаци да те види сала. И од СДСМ да е премногу е. И со цаци се претера.
Толку на таа тема. Мислам дека потрошив премногу време на грашокот, додека во Македонија се случуваат многу поважни настани од саци. Еве, на пример, фактот дека конечно, после долги години, Македонија станува видлива на меѓународна сцена. И не заради проблемите со соседите или умилкувањето, што беше карактеристика на дипломатијата на претходната влада, туку заради стратешкото позиционирање на сегашната влада под раководната палка на премиерот. Имено споменав уште одамна дека со доаѓањето на Трамп на позицијата председател на САД, и тоа во втор мандат, значи веќе со искуство, светот и глобалната политичка сцена целосно ќе се изменат. И еве сами гледате дека тоа се случува. И за најискусните експерти веќе станува тешко да се следат сите изјави, средби, но и потези на големите играчи. Ова што се случува сега на глобална сцена го менува постоечкиот глобален систем. Дали на подобро или полошо, не знам. Но дека ќе има драстична промена, дефинитивно ќе има. И како во секоја слична ситуација во историјата, таа промена ќе донесе победници и губитници. Природно, никој ни голем ни мал не сака да биде во групата на губитници, кои мислам дека во овој случај ќе ги има многу. Девизата на председателот Трамп да ја направиме Америка повторно голема не остава простор за поголеми и позначајни компромиси. Неговата обседнатост за заклучување на сделки, ако треба и под закана, не дозволува ситуација во која ќе седите настрана или ќе си седите на две столчиња, па така можете да се спасите. Многумина не ги сваќаат неговите потези сериозно. Мисла дека тој лута, дека дава неодмерени изјави, фантазира и неискусен и слично. А во пракса гледаме дека не е така. Му се смеја кога се закани со големи царини за Канада и Мексико. Сите мислеа дека нема да му помине, но на крајот двете земји сватија дека не се зафркава и седнаа на маса и постигнаа договор со него. Слично и со Кина. Слично и со преименувањето на Мексиканскиот залив во Американски залив. Значи, тоа што на почетокот ви изгледа како неумерена изјава, на крајот се гледа дека е добро осмислена стратегија. Тоа најдобро се гледа и во неговиот однос кон европските сојузници, но и во однос на војната во Украина. И мислам дека проблемот е што засега единствени кои лутаат и не знаат како да се позиционираат се веројатно бирократите од Брисел, кои се збунети и ненавикнати на, еве да го наречеме, насилен пристап на председателот на најмоќната држава во светот. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. Feel influenced. We're going to feel very I'm good and very telling you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have the cards right now. With us, you start having not cards. playing cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you think You're about? gambling with What do you World think War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. Немојте да мислите дека ова беше случајно. Мислам дека Трамп, дека кажа дека намерно ги оставил камерите и новинарите во валната соба, за да целата светска јавност види што се случува после оние куртоазни ракувања на кои сме навикнати. Настрана сите реакции околу тоа како се однесувал Трамп со Зеленски, дека го понижил и избркал и слично. Главното нешто е што Трамп пред целиот свет јавно побара мир и како лидер на светски најмојкината земја јавно порача дека сака стопирање на војната и убивањата и дека по тоа прашање за него нема компромис. За разлика од него, Зеленски остави впечаток дека сака да води инает, дури и по цена да продолжи крвопролевањето во неговата земја. Нормално, по овој скандал на почетокот еве гледаме цела Европска Унија застанат зад Зеленски, храбрејки го и слично. Но верувајте, полека сите ќе се освестат и ќе сватат една работа, која на Трамп мислам дека му е повеќе од јасна. Без поддршка од Америка, војната во Украина е изгубена. Зеленски во моментот војува со една од најмојкините земји во светот, Русија, која зад кулисите има индиректно поддршка од друга светска суперсила, а тоа е Кина. Сега се испокара и со лидерот на најмојкината земја во светот, Америка, и ризикува да остане без нивната поддршка во пари и оружје. Во таква ситуација, зарем некој мисли дека Зеленски и Украина имаат шанси за некаква победа,
Само со помош на секогаш поделената Европска Унија? Војната пред се е скапа работа, а без американските милиарди, европските земји мислам дека немаат доволно да го платат цехот. И зато велам, полека, една по една земјите членки, полека ќе почнат да се откажуваат под притисок не од друг, од сопствената јавност. Така што театарот од овалната соба и не е така наивен. И не е само овој случај. Друг сликовет пример неделава за тоа дека Трамп не е за подценување е последното гласање во Обединетите нации за резолуциите за Украина. Од 2022 година наваму, секоја година, Генералното собрание усвојува резолуции во кои се осудува руската агресија врз Украина и се бара почитување на нејзиниот територијален интегритет и суверенитет. Оваа година праксата продолжи, но нели со поинакви играчи. Предходните години нацрт резолуцијата ја поднесуваше Украина со поддршка од цела Европа, САД и другите сојузници. Таквата резолуција мазно, без проблем, со големо мнозинство си беше прифаќања. Например, лани резолуцијата беше поддржана од 140 земји членки. Ама оваа година, нели во Вашингтон има нов шериф. За да го истурка својот план за прекин на војната во Украина, администрацијата на Трамп реши да поднесе свој текст на резолуција. За разлика од украинската, која беше силно поддржана од Германија и Франција, во американската верзија не се споменува руска агресија, туку повик за брз прекин на непријателство. После долго време, може би за прв пат, Америка и Европа во Генералното собрание застанаа на различни страни. САД отиде и чекор понатаму и бараше нели Украина да ја повлече својата, што нормално не се случи. Така што на гласање се најдоа и двата текста. Украинско-европскиот помина без проблеми. За неа гласаа 93 држави. Американскиот текст доживеа измени. Француската страна предложи амандмани со кои суштински американскиот текст се изедначи со европскиот. Амандманите беа прифатени од мнозинството и така изменета предлог резолуцијата беше усвоена. И тука Европа на прв поглед се израдува и го сметаше ова како победа. Но што се случи? Американците си побараа седница на Советот за безбедност, на која доставија својата верзија на резолуцијата и таа беше усвоена. 10 земји гласаа за и 5 беа воздржани. Воздржаните се европски земји, меѓу кои Франција и Велика Британија, и членки кои имаат право на вето, кој не го искористи. И сега во што е цаката? За разлика од резолуциите, прифатени во Генералното собрание, кои се нешто налик на декларации кои може, но не мора да се почитуваат, тие на Советот за безбедност се обврзувачки. И не случајно европските земји, меѓу кои нели ви реков, Франција и Велика Британија, не гласаа против, туку гласаа воздржано. Со тоа покажа дека им се поважни односите со САД отколку да се тера и нај. Што значеше сето ова? Дека постои поделеност и во самото НАТО, постои поделеност во самата Европска Унија, но и во светот во целина. Во сета оваа игранка, македонската влада и премиерот Мицковски изиграа многу вешто и наместо да бидат неми наблюдувачи, одбраа страна на победникот. Македонија, заедно со Унгарија, Грузија и Израел, беа коспонзори на американската резолуција, потек со кој дефинитивно е зацврстија врската со еден од нашите најголеми и најмојкни стратешки партнери. Но во исто време стана видлива на меѓународната сцена. Видлива не од плачење и виткање кичми, како што досега беа сите навикнати, туку видлива затоа што презеде решителен и храбар чекор. Не е мала работа да заземеш јавно страна за огромна работа како што е војната во Украина, во која се судираат интересите на светските сили. И сега некој вела, чекајте, Трамп е непредбидлив. Што ако некој ден му текне и ги викне ова нашиве и им каже, доста веќе си играте, ајде ставете ги бугарите во уставот и не мрдајте никаде. Бугарија ни е стратешки поважна од една мала и беззначајна Македонија. Демек да направи нешто како што му направил на Зеленски. Па еве бе луѓе да го земеме и тоа предвид. Да се случи најлошото и да побара од нас да го смениме уставот. Што губиме од тоа? Ништо. Нели сега не мрдаме никада без да ги ставиме бугарите во уставот? Така што едноставно ќе бидеме таму каде што сме и сега. Таму каде што не донесе дипломатијата на СДСМ и ДУИ, ако воопшто тоа може да се нарече дипломатија. Но што ако обратно реагира? И поради поддршката од Македонија во вакви клучни моменти, се сврти кон Софија и таму им испорача ултиматум. Тогаш можеме многу да добиеме. Значи Македонија нема што да изгуби, може само да добие. Тоа представува сосема нов пристап на македонската дипломатија, која сите знаеме на што се сведе во изминатите 7 години. Отстапки и ништо друго. И нормално е сега, кога видоа дека може поинаку да се игра на меѓународна сцена, почнаа да претаат и да се бунтуваат.
Надворешната политика е новото политичко бојно поле меѓу власта и опозицијата. Разликите меѓу двете страни за тоа како треба да функционира македонската дипломатија дојдоа до израз со чекорот на владата да биде коспонзор на резолуцијата за Украина која САД ја поднесува во Обединетите нации наспроти резолуцијата поддржана од Европската унија. За потоа земјава да гласа воздржано за двете, и за американската и за европската резолуција. Ова за социјалдемократите чиста импровизација и играње со стратешките цели на земјата. Со овие хаотични и навистина неразбирливи одлуки, Македонија испраќа порака дека нејзината надворешна политика е импровизација. Во глобалната политика, каде секоја една постапка, секој еден потек има големо значење, ваквата неодговорност навистина не останува незабележана. Дополнително, владата ја продлабочи конфузијата со тоа што прифати да бидеме коспонзори на американската резолуција, а потоа гласавме воздржано. Прв пат една македонска влада што коспонзорира резолуција, потоа не гласа за истата. И ова покажува дека нема ниту стратегија, нема ниту координација и дека надворешната политика се води исклучиво со импровизации врз основа на лични проценки на премиерот. Одговорот брзо стигна и тоа од премиерот. Христијан Мицкоски вели дека на опозицијата и пречи дека владата, како што рече, имала исклучителна соработка со новата американска администрација. Ке ме подсетам како не ме обвинуваа дека сум бил анти-НАТО, анти-Америка, проруски, не знам каков. Што сега им пречи што имаме навистина исклучително добра соработка со новата администрација на председател Трамп. Премиерот денеска не го потреби терминот новото нормално, што според неговата за вчерашни изјава со оваа администрација се шири од Вашингтон и кој неговата влада го поддржува. Филипче пак прашува што е тоа ново нормално. Премиерот не кажа што е тоа новото нормално. Точно дека гледаме некои промени во Соединетите Американски држави со новата администрација. Меѓутоа имаше еден конкретен предлог, една конкретна работа, на која што ние требаше да го покажеме нашето, да го манифестираме нашето партнерство. Не само со Соединетите Американски држави, туку и со Европската унија, тоа беа овие две резолуции во Обединетите нации. Двете имаат за цел на некој начин да поинтензивно и подобро и побрзо се работи да се заврши војната во Украина. И можевме да ги поддржиме двете резолуции. Зошто владата одлучи да не стави друштво на некои африкански земји? Премиерот даде објаснување за делот за поддршката за резолуцијата на Соединетите Американски држави, но не и за тоа зошто Северна Македонија беше воздржана за европската резолуција за Украина, имајќи предвид дека сме земја кандидатка за членство во Унијата. И да, бевме ние коспонзори на таа резолуција, заедно со уште неколку држави, Израел, Унгарија и Грузија. И ќе подсетам македонската јавност дека таа е обврзувачка резолуција бидејќи помина на Советот за безбедност. Каде што останатите членки, кои што се стандардни членки, односно постојани членки, но и оние членки кои што се менуваат ротирачки, не гласаа против. Ја поддржаа. Што значи дека ја поддржаа резолуцијата позади која што како коспонзор застана и нашата македонска влада, односно нашиот представник во Обединетите нации. Во меѓувреме, кога дојде таа резолуција да се гласа, на самото собрание беа поднесени неколку амандмани. Најголемиот дел беа одбиени, еден беше прифатен. И тогаш предлагачот, го има тоа право, Соединените Американски држави, со кои што целосно бевме искоординирани, гласаше воздржано. И ние гласавме воздржано. Покрај премиерот, на пресконференцијата на лидерот на опозицијата реагираше и МНР велејќи дека биле изнесени низа навреди, неодговорни и произволни заклучоци и дека гласањето за резолуциите на Генералното собрание на Обединетите нации се донесени врз основа на редица остварени дипломатски контакти, темелно извршени анализи, спроведени домашни консултации, усогласено со утврдените позиции на влијателните меѓународни чинители. Честите посети на највисоко и високо политичко ниво на САД се потврда за нашата цврста заложба за зајакнување на партнерството и билатералната соработка со САД.
Таквите заселени дипломатски активности дополнително ја потврдуваат и нашата понатамошна посветеност во правец на целосно согласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија, пишува во реакцијата на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Значи, сите овие обвинувања од СДСМ, од гладните граѓани и подплатените квази експерти кои гравитираат околу Бихачка, а на кои Трамп им ја секна славината, дека со овој потек Македонија се оддалечила од Европската Унија едноставно не држат. Затоа што сите бевме сведоци дека по ова прашање има поделености во самата Европска Унија. И второ, да го слушаш Филипче, како зборува дека ова било чиста импровизација и играње со стратешките интереси на Македонија е како да слушаш некој виц. Чекајте, човекот чиј најдобар другар е Зоран Заев и кој беше министер во владата која потпиша промена на име и договор со Бугарија, зборува за играње со стратешките интереси на Македонија. Па постои ли поголема дипломатска импровизација, утка, пораз или веќе не знам каков збор да употребам за операцијата промена на име за членство во Европската Унија? Колку треба да си дипломатски неписмен да очекуваш дека ако го продадеш името, односно државата, некој ќе ти го исполни ветувањето дека брзо ќе станеш членка на Европската Унија. И не само тоа, после таа утка да седнеш и врз основа на катастрофален договор за добрососедство, да ставиш подпис и да усвојуваш француски предлог со кој се откажуваш од историја, јазик и идентитет за истото ветување? Или која е таа кукавичка дипломатска стратегија предлагаш сега, зашто нели во Обединетите нации да гласале за двете резолуции да. Отпусти страф некој да не ти се налути ако јавно го кажеш својот став и заземе страна. Реков, светов се менува и стратегијата на седење на две столчиња не врви веќе. И сега излегуваш и кажуваш дека цврстата дипломатија на владата била хаотична и била импровизација? Не, драги мои, нив ги боли нешто друго. Нив ги боли што видоа дека сепак можело поинаку. Дека дипломатијата не е како одење на пазар за чушки во Струмица, туку многу комплицирано танго во кое секој чекор треба да биде совршено изведен. А уште повеќе ги боли блискоста на премиерот Мицковски со новата администрација во Вашингтон. Зошто? Прво, СДСМ никогаш немала автентична политичка платформа и секогаш зависела од поддршката која добивала од странство. Пред се од Европската Унија, но најмногу од САД. Сега гледаме Европската Унија е поделена, а врските со САД се во раците на Мицковски и новата влада. Без овие две работи, односно без некој да ги држи за рака и да им кажува што да прават, тие се целосно изгубени. Ниту имаат некој став, ниту имаат некоја автентична политика. Второ и многу поважно, ќе останат и без целата онаа армија на самопрогласени независни во наводници, новинари, активисти, експерти, невладини и слично. Ги губат затоа што главниот извор на пари им беше нели САД, односно USAID и СОРОД. И сега откако Трамп им ги секна славините, нема кој жедни преку вода да ги носи. И не само тоа, туку живеат во страв дека истрагата која се води како биле трошени сите овие милиони и милиони долари може да допре, усвари не може, туку сигурно ќе ги опфате и ќе допри до нив. Еве, неделава видовме дека човекот кој целосно ја разоткри врската меѓу USAID и Сорос со шарената револуција е назначен за заменик директор на FBI. Да, екс-членот на американската тајна служба Ден Бонджино станува заменик шеф на најголемата полициска институција во светот. И јас да сум, ќе ми биде страв. И не само заради тоа што ќе се проверува каде и кај кого деле парите, туку ќе се проверува и дали некој ги злоупотребувал и ги перел и така натаму. И ќе се открива кој за грз долари отворено работел против државните интереси на Македонија. Нешто што ви останува како петно врзано за вашето име и нешто пошто ќе ве памети историјата. Но за тоа друг пат ќе зборуваме. Значи, новата влада во последната игранка во Обединетите нации одржа лекција како треба да се води македонската дипломатија. Во ситуација во која светот целосно се менува, не можете веќе да останувате нем наблюдувач. Како што реков, оваа промена ќе добие победници и губитници. Природно, никој не сака да биде кај губитниците, кој ќе ги има многу. За сега изгледа дека Македонија однапред си зазеде место во првиот ред кај победниците. И мислам дека тука веќе е време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме за кратко. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и нова епизода на седмица. Како што знаете, тука на крајот секогаш ни останува уште некоја минута да искоментираме некоја тема која не стигнавме да ја коментираме во првиот дел. За што станува збор?
Популарната воена болница или сега официјално градска болница 8 септември ќе си го врати својот сјај како најдобра и најмодерна здравствена институција во Македонија. Ќе добие 7 нови операциони сали, 2 за абдоминална хирургија, 2 за уролошка интервенција, 2 за уво, нос и грло, 1 за очна хирургија. За прв пат ќе се воведе и роботска хирургија. Се треба да заврши за 8 месеци. Проектот предвидува и нова светска апаратура со најсовремени болнички услови за пациентите и здравствените работници. Целосно ќе се санира и кровот на болницата. Инвестицијата ќе чини 12 милиони евра. Интензивна нега на површина од 500 метри квадратни, предвидени се 7 целосно опремени боксови за пациенти со најсовремени кревети, линиски поставени со централно мониторирање од страна на медицинскиот персонал, придружни простори од 800 метри квадратни, понатака стерилизација. Тука е секако и биохемиска лабораторија на површина од 100 метри квадратни, микробиолошка лабораторија на 80 метри квадратни, лабораторија за патологија што многу ќе помогне на онколошките пациенти од 300 метри квадратни и трансфузиона медицина. Сите нови хирушки сали ќе имаат најнова опрема, модерни хирушки маси, нови машини за анестезија, медицински компјутери, дефибрилатори и друг инвентар. Премиерот Мицкоски, кој ја најави инвестицијата, оддаде почит на здравствените работници, кои за време на минатата власт морале да работат под ужасни услови. Морам да напоменам, беше една од најзапоставените области каде континуираната негрижа од минатата влада доведе до распаѓање и на така дотрените болници и капацитети. Тука морам да оддадам почит на голем дел од посветениот здравствен кадар, кој во едни такви услови продолжи да работи посветено и во едни субстандардни услови го дава својот максимум. Додека трае реконструкцијата на болницата 8 септември, хирушките интервенции ќе се покриваат на Карил и во клиниката Свети Наум Охридски. Надлежните смируваат дека притисокот нема да биде голем, а пациентите ќе бидат згрижени. Екипи од градска болница, од 8 септември и од клинички центар ќе бидат нон-стоп во комуникација и во координација заедно со Министерството за здравство. Секвенционално ќе иде реновирањето, значи операционите сали во клинички центар ќе функционираат, ќе биде намален бројот на интензивните кревети. Со тоа што оној вишок на пациенти кои што ќе би требало да се хоспитализираат во интензивните неги ќе се прераспределува во 8 септември, во Свети Наум Охридски и дел на неурохирургија. Пред реконструкцијата на 8 септември, владата најави дека ќе ги реновира хирушките блокови на Карил и на клиниката за хирушки болести Свети Наум Охридски. Дипломатска офанзива, отворена војна со криминал и корупција, расчистување со судството, битка за цени со трговските картели, обновување ширење на патна структура. Владата еве отвара нов фронт – здравството. Се фати за најболната точка во Македонија – јавното здравство. Полека, но сигурно ќе се лекуваат рак раните кои се со години се таложеле во здравствениот систем, а кои во последните 7 години од минатата власт буквално гангреноса. Нема кој не ја поздравува најавената голема инвестиција за враќање на стариот сјај на популарната воена болница, која во минатото важеше за најврвната медицинска установа во државата. На времето да се лекуваш таму значеше дека ќе ја добиеш најдобрата нега од најдобрите доктори со најсовремена медицинска технологија. Но тоа беше на времето. Сега е сосема друга приказна. После цели 80 години, конечно ќе се реновира еве болницата 8 септември. И не е само оваа реконструкција, тука и најавата за реновирање на Карил или клиниката за итна помош, како што се ја викаме народски. Се најавува и голема набавка на санитетски возила и возила за итна помош, реформа на локалните амбуланти и слично. Конечно една влада сериозни да се зафати со еден ваков голем проект. И потегот е за поздравување затоа што навистина македонското здравство се претвори во хорор филм. Целиот здравствен систем, кој рака на срце од секогаш имал сериозни мани, но во последниве 7 години толку се распадна што здрав да влезеш, болен ки излезеш. Памтите она кога во една болница, мислам дека во Битола беше, пациентите мораа со чадор додат во тоалет затоа што дозгора им капеа фекалии од горното WC. Или случајот со човекот што лежеше во болница, паднал од кревет и цели 2 часа немало никој во болницата да му помогне, па морал да врти на бројот 122 за да вика брза помош. Или пак случајот кога лекари од Битола и Прилеп се испокараа кој да стави еден обичен катетер на еден пациент. Или тажната судбина на младо момче од
кое беше болно со цистична фиброза што ни почина, затоа што државата не му обезбеди лек. СДСМ и ДУИ не можеа да обезбедат лекови за само 130 болни од цистична фиброза. А и тоа, тие обични ленти за мерење на шекер во крвта не можеа да обезбедат, а да не правиме муабет за друго. Да не ги спомнувам тука случаите со онкологија или пак Тетовската модуларна болница каде живи ни изгореа 14 луѓе. Значи во изминативе години македонското здравство целосно го проби дното. И добро е што конечно некаде сега се трнува. Па дури, еве и нека биде само реконструкцијата на 8 септември и Карил. Тоа е повеќе од колку што направија СДСМ и ДУИ во изминатите 7 години. А знам дека нема тука да се запре. Овие реконструкции се само првиот чекор. Не знам колку пати имам кажано до сега. Ке треба да почекаме некое време, за да вистински ги почувствуваме промените што се случуваат во Македонија. Но добро е од што некаде се трна. И ете додека чекаме, сите можеме да се занимаваме со грашакот на Славјанка. И тука крајот на оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред се гледаме за една недела во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.